Ова операција која што е работа Државната изборна комисија со месеци ќе биде сведена само на делумно шминкање на избирачкиот список, односно ќе се сведе само на прочистување на починатите лица. И толку. Тоа го тврдам денес на 6.4. Ние само ќе констатираме починати лица кои биле претходно не биле избршени. Не е мала бројката, не сакам сега со бројки, но тоа е над 4000, кај што починати лица имало од 2011, 2012, 2013 година, се уште биле на избирачкиот список. Каде е затаено тоа? Која државна институција тоа го затајува? Дали е намерно или намерно? Тек тоа не го проверуваат други органи на државата. Во однос на теренската проверка, каде што е моментално актуелна, согласно извештајот што го имаме, согласно извештајот денес што го имаме, од обработени беше 77.128, каде што не е целосно завршена, уште чекаме да се јават граѓани по известувањето, денес се уште не е завршена, ниту не е обработена. Имаме 32.146 само најдени граѓани во нивните домови, а имаме 37.435 граѓани каде што не се најдени дома. И имаме анкетни листови нецелосно пополнати 7.500. Што значи 36,8 имаме пронајдени дома, а 73,2 не сте пронајдени дома. Тоа е многу сериозен податок, каде што Државната изборна комисија има законита обврска на јавна седница да го анализираме тој податок. Што правиме со тие луѓе што не се пронајдени дома? Ќе остане статус кво. Ќе праќаме по институциите, до МВР. Се уште Државната изборна комисија јавно зборува дека нема одговор на тоа прашање, бидејќи тек треба да се прави анализа на тие внесени податоци од теренската проверка, а знаеме, согласно член 43, ќе го повторувам неколку пати денес, по распуштањето на собранието, МВР веднаш наредниот ден доставува податоци за избирачкиот список. Кога ние тие лица ќе ги проверуваме институционално и кога ќе имаме извештај од тие? Што значи? Теренската проверка, според мене, не ја погоди целта. Некој намерно, предпоставувам, манипулираше и затоа ја имаме оваа бројка од 37.435 лица кои што не се пронајдени во своите домови.